300 години била смртта врзана и човеците не умирале. Чита Александар Станојков. Си биле еден маж и една жена многу набожни и праведни. Си имале една куќерка и околу куќарката една голема јаболкница што му раѓала многу убави јаболка околу целата година и на секој човек што ќе поминал покрај неговата куќа, секого ќе го врател и ќе му даел по неколку јаболка. А пак лоши деца често му и чукале и му и краделе. Голема мака имало децата. Одел на конак, чинел давија, арно ама у ќумато му велел: деца се, ајол, што ќе му правиме? Една вечер, седејќи си мажу и жената под јаболкницата, видо еден стар човек и го вратија да го подарат неколку јаболка. Се вратил старио и кога му и даваше јаболката човеко, виде многу ангели околу старио и си рече со умот: овој старец треба да е Господ. Јас ќе го држам на вечера и до ноќа во мене. Дедо, ќе ти се молам, ако обичаш, седи да вечераме у мене и утре дај Боже здравје, ој си кај што ти е пато, му рекол. Благодарам, пријателе, ти мене ме декса, Господ тебе да те декса, ќе останам лели сакаш. Со голема радост тој и жената му ја фатија кокошката што му носеше јајца, чунки немаа пари за да купат месо и да го нагостат Бога, при се што само таа кокошка си има и неа му ја закла и ја сготвија на Бога. Сима е колку една ока брашно и него го меси една пресна погача и го нагостија Бога вечерта. Пред да тргни Господа си оди, го благослови велејќи му: синко, Господа ти дај што ти срце сака. 2 машки деца и куќата да ти е полна и рамна од сите убајња. Кога чул човекот тој благослов и се уверил ти тој старец е Господ, му се молил: Господи, на всичко ти благодарам што ме благослови. Ти се молам, Боже, да ми ја благословиш јаболкницата, за кој да се фати за неа, да не го пушта јаболкницата, дури не го фатам јас со рака, за раката на фатениот јаболкницата, тогаш да го пушти. Знаеш, Господи, зашто го правам тоа? Голема мака имам од врашки деца што ми идат и ми чукат јаболката ми и крадат. Да ватам некој да му скинам ушите за да му излезе автот, чунки правам давија на конак на нив и у ќумото ми вели деца сет. Ај, нека ти е благословена јаболкницата, синко. Кој да се вати за некоја гранка, да не може да се пушти, ти дури не го пуштиш, му рече Господ. Од кога му благослови Господ јаболкницата, си отиде по работата. Уверени на благословот од Бога, мажот и жената се отидоа низград по некоја работа и цел ден тамо се мајеја. Видувајќи децата ти нема стопаните на јаболкницата дома, му се наџидаа да чукаат јаболка и му се накачија дори. О, чудо големо! Сите деца се залепија за гранките со рацете и со нозете као со туткал и никој не можеше да се одлепи раката од гранка, да си скини јаболко. И така стојат цел ден врзани, гладни и жедни, да дури дошол Стопано да ја пушти. И едно по едно и пуштил, и на кое ушите му истегнал, на кое по неколку шлаканици мудрил и така испуштил. Од тој страв, децата веќе не беше престапиле тамо да берат и да крадат јаболка. Заминаа многу години и човекот остаре и му се свршиле дните за да умре. Дошол ангел Божи за да му ја зема душата и му се јавил лично, чунки бил пријател на Бога, и му рекол: пријателе, ме прати Господ да ти ја земам душата и еве ти кажувам, приготви се. Бидејќи седел човекот под јаболкницата и бидејќи не ќел да умира, му рекол на ангело да му скини едно јаболко. И ангело посигнал и фатил една гранка за да скини јаболко и да му даде. Го фатила јаболкницата и се врзал ангело таму. Сега нека дојде ангело ако може да ми ја земи душата, си рекол сам со себе човеко и си фатил напреку. Помина многу години и нема да умри човек. Кој гледа младите, ама старите луѓе што беа сториле по 150, по 200 години не умираат. Смрт, кај си да не собериш, викале старците. Зашто сме живи, кога сме живи незакопани? Секако вика и се молеа на Бога да умрат и да се избават од тешката старост,
Арно, ама немало смрт. Као да се прави, никој не знае. Почнаа да се сами убиваат. Арно, ама пак не умираат. Се бодеа со ножи и пак не умираат. Се труеја и пак не умираат. И фрлаат петкато и удолу и пак не умираат. И фрлаа во река и пак не умираат. Гладни, жедни држа и пак не умираат. Де е морал, да смрт нема и нешто друго. Почнаа во огон да и фрлаат. Арно, ама и во огнот не умираат. Некои да мисле да и направат една плоча од куршуми, од 1000 ока тешка, врзана со синџери и да се крева со макара на високо колку една топола и долу да се клаи човекот, да се отпуштит плочата од макарат и да падне на човекот. Арно, ама паѓаше плочата на човекот и го сплескуваше и пак не умираше. Се исполниле 200 години и тогај беше се сетил праведниот човекот и анđело што беше дошол да му земи душата, беше се врзал од благословената од Бога јаболкница и полека-лека беше дошол до јаболкницата и му го отпуштил анđелот од кај што беше врзан и му се молил да го прости, што беше го врзал за толкова години и му се молил прво нему да му ја земи душата да умри и да го избави од старските маќи. И го порезал анđелот, а му ја зел душата и кога се расчулот и умрел онцина, голема радост беа сториле старците и со радост и тие се умреле и од тога наваму нема таков живот, чунки не е врзан анđело за јаболкницата, ами си е пуштен и кој да сака го коли и му ја зема душата. Кој сака да живее многу, да се мачи.